Здраво, живо поздрав од ресторан Куманово СПА. Продолжуваме со емисија за Куманово, 112 поред. Денеска наш и ваш гост е Божана Трајковска, позната личност од Куманово, цел живот просветни работник и пишува и ден денеска и 83 години. Божана, здраво, живо, како се? Добар ден, благодарам на поканата. Се надевам дека нашиот разговор ќе биде на задоволство и на вас и мое задоволство. Прво да прашам, кажем, какво ви служи здравје? Здравието ме служи супер. Пред 3 дена не сум била откако се родија близнаците. Крв не сум проверила ништо. Примив 3 вакцини Pfizer. Имаше некој посебен начин на живот? Еве, денеска живееме бурно време, сви имам нервозу, стресови, трчање на сви страни, да се преживи. И ти си доста динамична жена, активна си, буквално да кажу, цел ден. По 12 сати. Да, по 12 сати. Али имате ли некој посебен начин на искрено на живот или нормално? Имам. Тоа ми е останато уште од семејството. Секоја година татко ми колел свиња и теле. Значи, добро сме се хранеле. И имало ред. Еден ден течна храна, еден ден тавче. И значи тоа било не. Во среда, секоја среда риба, а во петок граф. И тоа јас го упразнувам и ден денеска. Да, што вика Кумановци, без кашико нема ништо. Така. Ама ако е сува, ако е тавче, тогаш супа мора да има. Да. Секој втори ден супа. Али супа природно, ние кнедле, не овие вештачки. Така, и со додаток на жолчка, рендан морков и лимон. Да. Тоа е. Сега да се вратимо на твој животен пут, бие доста интересантен, динамичен и с пуно... Од мали години. Да, пуно настани, пуно догаѓаи. Значи ти си родена у Скопје. Да. У кој дел на град? Во Чаир. Значи, А инако од 4 години сум во Меѓурмал. Ти си Брат ми родена имаше пред една рат, година. 39 годину. Да. Памтиш ли нешто од рат? Не. Во нашата куќа, во Чаир, беше голема, со поврзување со мост дрвен, 2 куќи. Кујната и овамо 4 соби дол. И имаше италијани. А на татко ми од Гранапот се му зимале. Ќе платиме, кој ќе заврши војна, ќе платиме. Добро, никој ништо. Во 50 година се сруши дуќанот и татко ми, значи, после се вработи во Југословенска железница. 50 година. Татко ве држаја дуќани, дојде италијани или тие окупатори други и му каже дај ми тој и мора да даде. Земе, а ништо не плати. А не смееш да се буниш? Не. И тој еден италијан, јас бев мала, 3 години и така, вика, ко работи има манџурија, ко не работи нема манџурија. Добро, тежак е бијате живот, поготово за време на рата, исто тако и за после рат завршува, ти си раснала во тој период голема сиромаштија и морало да се живе некако. Татко ми имал многу ниви и ги давал под наем. И во Катланово, и во Сингелич. И ден денеска нива од 3000 квадрати поделена меѓу моите тројца браќа. И тие ниви нас не хранеле всушност. Шаралаган по канти сме взимале, што ги работеле, донацеле шаралаган. И плюс тоа Афион произведували. Да. Се што се произведувало, значи татко ми напола взимал. Че татко ви бие познат трговац. Да. А доаѓал со шпидитер во Куманово. За по некоја роба, не знам што. А мајка ви што е работала? Мајка ми домакинка. 5 деца сме. 3 браќа и 2 сестри. Ти си, имаш еднога брата построга, па ти си... Не, јас сум предпоследна. Најстариот брат уште е жив, средниот почина и најмалиот сега од корона почина во 70
Он е 42 година. Во 80 години. 82. Да. Од корона, инаку беше здрав. Ти овдека донесе некои слики. Овде сум во играрна во основно. Во браќа Милдиновци. Еве, да покажемо. Ова е слика од 55 година, 1 јануар. Во играрна група, инаку и пеев. Како се викава школа каде се учила? Првата Кирил Методија. А после од 5 одделение до 8 браќа Милдиновци во Ново Мало, во близко е до Маџармало, само џадето што идеше за аеродром, делеше браќа Милдиновци од... Ова е вие професор, тако ли? Да, Како се викаете човек? Киро. Киро. Еве, убава илустрација, колку сте тега биле активни како деца. А пеев по улица кога не водеа како одделение на некоја изложба, ме тераа да ја пеем, спустила се густа магла покрај Дунава, покрај Дунава. Аха. Јас прво пеем, па после тие, другите ученици. Што те како дете највише кој е привлекувало покрај пишување, дали си имала интерес и еве ти кажуваш дека си појава добро? Да. Била си активна како дете на повише фронтови, што вика Кумановци? Рецитирав уште од мала, од прво одделение на руски рецитирав кога ја научив песната од брат ми Варабеј. Где обедал Варабеј за парки узвери, па обједал у лисици, умржал дици, така натаму. Да. И на мајка ми вика, леле Анџу, блазе си ти, керка ти руски научила. Да, тако е било време. Паралелно со тие активности у основну школу, Скопје како е тега изгледава како град? Не е било пуно населено. Знаете, Скопје било многу убаво. Тега е било тоа време поубаво, не Да, многу убаво. Улици чисти, секој си мете колку му држи куќата на улица. Тоа без пардон. Кога ќе завртам, да речем, јас од џадето, што идеше за аеродром, џаде се викаше, во нашата улица, пред секоја трета куќа имало купче луѓе. Добар ден, добар ден, добар ден. Ние заедно со децата сме играле народна топка и други игри, прво, второ, на Кленза војска. Чувена Кленза војска. Така. И други игри, многу сме биле сложни. Како браќа и сестри сме живееле. Инаку сме практикувале да идеме во парк редовно. Где имало тој парк? Па градски парк. Градски парк во Скопје. Градски парк. Прв пат се качивме 50-тите на двоспратен автобус. До тогаш беше 2 денари автобус, бели 2 денари, а во двоспратниот беше 10 денари. А ние меракли, па горе да се качиме како да сме и го гледаме цело Скопје. Али не имало тега гужба сообраќај, не имало многу народ, се е било... Немаше, само тие камиони и големи и службени коли црни. И Фичо. Брат ми Веспа купи, јас сум возела и Веспа на 15 години. А точек со велосипед сум се идала во учителска школа на училиште. Добро, ти завршуваш средна школа, основна школа, каде се запишуваш во средња? Во нижа музичка школа. Тоа се во Скопје. Додека бев до 8 одделение и после се запишав во музичко, меѓутоа бидејќи татко ми не беше во можност да ми купи пијано, се префрли во учителска школа. И така, беше 4 години музичка, а учителска 5 години. Значи ти учиш и музичко, еден дел, па после идеш во учителска. Да. И завршуваш учителску школу. 60-та година. И оно што е сега битно во овој емисија да кажеме, путет доведува у Куманово. Како се тој деси? Па, кога завршив учителска школа, мене ме распоредија во Кумановска околија. Тогаш Радко Дамјановски беше, ги распоредуваше учителите по села. И кога дојдов јас,
А ние се познавахме со Радко Дамјановски, Благе Голуб, не знам дали го знаеште. Имаше сестра, комшика, само зид не долеше во Скопје, со сестра му. И ние по тоа се познавахме со Радко Дамјановски. И тој ме праша, каде сакаш да работиш? Кај што е еден учител и каде што е се повеќе. Еден учител кај што е поблиско е Опае, а подалеку е Орашец и има 13 колеги. Викам, дајте ми, ако е подалеку таму каде што има повеќе персонал. И така ме распоредија. Првиот ден кога дојдов со пантолони и штикли, и луѓето од село викат учителку Гаги. Значи, Девојки веќе надима Гаги, не виделе тогаш пантолони, па после сите колешки почна ѓаволска кожа беше тогаш модерна. Еве слика да покажеме овојсите. Првиот ден кога сум отишла во Орашец. И овдека ауто ово е. Да, тоа е службено на општина. Било ти е тешко, ве путувала си сваки ден? Не ме било тешко. Сега ќе ви кажам патешествие. Добро. Ќе ви ја прочитам песната како се патувало. Ајде. Учителска селска од главниот град. Во моето време требаше волшебен конј да јавне, да вјаса, та навреме во село Орашец да стаса. Воспротивно, во 2 наутро станува, во 3 на воз од Скопје се качува, во 4 на Кумановска станица стасува, пат под нозе пеш до Куманово, во инвалидски дом чај се пие, до 5:30 се седи, во 6 пат под нозе до Перо Чичо следи. Во Шупли камен возот стасува. Слегуваат учители, службеници, милиционери и селани. Се поред се сивнуваат. За Орашец село тргнуваат. Пат под нозе низ село Доброшане. Јаздеш по Штипскиот пат на Сабајле. Пешачиш лесно, без гајле. 2 километри угоре до село Орашец. Во училиште старо, секогаш чисто. Веќе 8 часот. Звончето клопотари силно. Ги повикува учениците милно. Училницата светла и чиста се гледа, полна со нечии чеда. Бистри очи ме гледаат, детски умови ме следат. Подготвена да им дарам љубов, знаење и воспитание, ме следат со внимание. Ми лета годините на бреме, не жалев труд и време, од николци, неуки и палави, создавав умни глави. Епа. Кажи ми, како те прифативал колектив каде дојде во Орашец? Јас секој пат воспоставувам блиски контакти со сите. Само и сакам да го кажам на што го знам. Дотогаш немаше музичко кај мене, редав музичко и македонски јазик. Кога дојде советникот, беше тогаш Саве од Шупликан, директор на... Он се воодушеви од мојата работа по македонски јазик. Вика, вие македонски ли имате завршено? И му кажам дека не. А инаку, еве тука се гледа музичко воспитување, така го упразнував како што моите професори во Скопје, значи ако е нота, ако е песна со ноти, се пее со ноти, прво со ноти па со зборови. А
Инаку теоријата си е јасна. Меѓутоа, мора да се слушнат учениците дека пеат по ноти, дека пеат со зборови по ноти. И првиот хор, еве тука го има, значи, сите од вишите одделенија учествуваа во хорот. Сите ученици учествуваа во хорот и сакаат да соработуваат децата. И родителите исто така соработуваа. Ми не покажемо слику од Орашец. Мало ли тега население Орашец? Колку куќи имало? Па да ви кажам, има и панорама. Па имаше доста ученици. Секој имаше 3 одделенија, односно 2 одделенија по секој паралелки, по 30 деца има. А жители имаше ли пуно Орашец? Имаше. Па тогаш беше општина Куманово. Еве Божана на слику. Ово е Кога сум стасала во Орашец. 60-та година. Да, фотоко. Аргировски беше со него. Драги Аргировски. Драги Аргировски. И какво е твој утисак, оно што си го работала во Орашец, дали си задоволна на тоа време? Да ви кажам, мене секоја работа ми исполнува и не жалам труд да го дадам максимот од себе си. Секој пат сум гледала и со дополнителна литература и значи нешто повеќе да учат, да стекнат учениците и особено задоволство ми било да работам. Инаку учениците во Орашец беа доста интелигентни. Ако беа имаше и бедни деца, ама сакаат да учат и постигнува резултати. Еве, като правимо разлику, тие деца тега су биле некако послушни, не викам дека и вие денеска не су, меѓутоа на свак час, дали учител, дали професор, мора да има ред и дисциплина. Кај мене секој пат имало дисциплина. Кога ќе влезам во врата на училница, јас секој пат пред звоното влегувам. Особено во Толи Зордомис. Додека други се мотаат по ходник, јас пред училница и штом влезам, веднаш станува децата, јас само вака, направам, се смират, седнат и почнуваме со час. Немало викање кај мене, немало карање. Сум гледала да бидам близко и од најбедните. Имавме ние и сиромашни дечина, селски роми. Не може да е измиено, не може да е учебно. Јас му купував и на 1-2-3 деца им купував тетрадки, моливи, сапун ке донесам во училиште да се измијат и така се навикнували на хигиена и на дружење. И едно детенце Ајнур се викаше во Толи Зордомис и така меѓу најсиромашни деца. Верували или не, се видовме во Елида, овај продавница. Станал еден убав маж, дотеран, просто да не го познаете. И викам, ако го видов, го познав. Викам, ти ли си Ајнур? И јас. Учителка, вие многу сте ме чували. И тоа ми било задоволство, значи, кога помагам на децата, во секој поглед ме исполнувало. Колку време работавте во Орашец? Во 2 години. 2 години. 2,5 години. Еве да покажемо и слика, ово е. Од колективот. 61 година колектив Кирил и Методи, село Орашец, пред училиштето, стара зграда. Кои се вие колеги да ги кажеш? Павла Данка, Ѓоце, Сава, понатаму Миле. Ево ше една слика од Орашец. Ово е поголем дел од професори. Биле сте добар колектив, соработувале сте? Добро. Сме биле како една куќа, а навечер сме се собирале, игравме фото, магар и така натаму. Значи, сме наоѓале нешто, и сме пееле со песни. Да, па биле сте млади, 22 години. Да. Така, да. 22-3 години. Задоволство ни е дружењето и тие што беа во брак, Рада и Круме. Учителка Круме, наставник во Браќа Милдинова беше, Рада кај нас беше. Круме, не знам што предаваше. Биологија. Биологија, да. Па и него го има тука. Дали оно што е карактеристика у тоа време, не само у Орашец, него
во други Сме биле места сплотени. многу имало снег. Еве во дворот на учителство февруари 62 година. Еве, многу имало снег. Многу. До гради. И сега ако ќе се симнеме во шупли камен, од возот, прво идат мажите, прават, изгазуваат патот и после жените. Значи, камион пред нас. На тој начин сме Кажи ми, кога се си путувала од Куманово за Орашец, вас ве оставјало автобус или не знам тега до одредено место, после си сте пешки или директно до школа ве возило? Тогаш имаше автобус само за Штип. Добро. Идеше само на Сабајле и попладне. Ако има место, ќе каче, ако не си заминува. Значи, секој пат бил тој автобус полн и било многу тешко за патување. А ние до Куманово со велосипед сме си иделе за натаму. А инаку за наваму, за некај Орашец, пешки сме иделе. Па добро, могало тега да си иде, не имало гужва сообраќај. Од Шупли камен до Орашец, пешки сме иделе. Еве, дека ученици, што кажасте, поголема група на деца со биле у школу, ова е од 62 година. Да. Не се сите, ама поголема група. Да. Тега со деца ишле пешки, не имало ни автобуси, Ама иделе од Мургаш, Да, тоа е иделе од Скашковци, од понатаму Новоселјани, од Шупли камен, од Доброшане. Да, деца су морале да идат во школа. Тогаш општина беше Орашец и од сите села имаше Кучкарево и од Кучкарево. Да не забравиме овој еве слику, втора година учителска школа Никола Карев. Еве ти во фотографија. Овој се твои. Да, ете сум колеги. јас. Еве, Исто убаво време за вас. многу убаво. Да ви кажам, и многу дружење, и колективот добар. Се случи, четворица од браќа Милдинови ми беа соученици. Во исти клас учевме и во други класови. Што викам наши кумановци. Сега е битно да кажеме дека со супруга исто заедно доаѓате у Куманово, туј се верите и останувате у наш град. Да. Еве га ваш супруг, за жал е починат. Прва слика како вереници со сопругот, 62 година. И Да го објасниме кој бие ваш супруг. мојот маж беше, на мене во Орашец ми беше директор. А инаку беше секретар во општина на Сојуз на комунисти во село Орашец. Беше прилично активен. Кој беше име и надимак? Гечко, во Куманово Гечко. Да. Еве исто овој куде е, у кој дел? Тоа е во нашата улица во Маџирмајл, Да. со брат ми. Овој е брат. Да. Раде Јовчевски Корчаген. Инаку сега имаме нова куќа. Две куќи имавме. 180 метри имаше дворот. Имавме внатре 4 соби и ходник, а од надвор 3 соби и голема соба и кујна. Према улица. Од кај улица. Сега од кај улица што е направена нова куќа. Се кажи ми, доаѓате у Толи Зордомис, дали имаше јавен оглас за вработување или едноставно кажава дека ви треба да идете од Орашец у Толи Зордомис? Не, имаше оглас. Јас после Карпош една година без работа. Не бе вработена. Инаку немавме ни стан, седавме под кирија. Не зедов ништо од мој чеис од Скопје. И добро, ја поминавме таа година. Наредната имаше конкурс. Љубинка се пресели во Караджич.
и на нејзино место имаше конкурс, јас конкурирав и ме вработија. Тогаш прво оделение ми дадо, а наредната музичка. Еве, доваѓаш у Толи Зордомис, нова средина, нови људи, али ти се брзо уклапаш у работу. Во Карпуш, да ви кажам, со таков пиетет биле сите колеги према мене. Инако јас пеам класика. На секоја средба, значи, се истакнувал мојот глас, а особено им беше драго што го слушаат гласот на учениците во изведбата на часовите. Класична музика подразбира Бах, Штраус, тој? Све. Соренто серенада, балади, Трубадур, Риголето. И ден денеска си поете тој каде имате време? Сега пеев во Скопје. Ама воодушевени беа. Добро, браво. И напише на Фейсбук оперска певица дива. Ево кога сте били учителка 64-ту годину, у Толи Зордомис, 42 ученика, неверојатно голема бројка. Да. Секој пат имав највеќе ученици. Али па, еве, Божана, тешко е било да се работи со толкова многу деца. Знаеш, различити карактери, мора, ако не се поставиш као што требаш ти како кумановци, Ако не се организираш, не можеш да... Да. Прво, заедничка. После се скренувам внимание на тие што помалку се заинтересирани. И ако им посветите на тие ученици што помалку се заинтересирани, веќе они не се тие. И они сакаат да постигнат резултати. И во тоа е суштината. Инаку дополнителни часови сум имала со учениците. Тогаш и сабота се работеше. Се останувало на дополнителни часови. А и јас сум имала најубави точки музички и глума и песна се на едно место. И игра. Игра, глума и песна. Дали знаете некој ученик од овие дека памтите ли некој? Еве на Антевски Славе, од Бедиње Маре, па Сузана, сега многу ги има. Тоа се се твои ученици? Да, инако со Маре и со Антевска и ден денеска контактираме. Добро. Ево тоа што разборимо хор Рако, кој Рако водев, не знам што значи овој. Ова е хор во Толи Зордомис. Да, овој е 9. мај 66 година. Да. Интересантна работа у тој време, имало многу музички секции, многу хор, многу шанса на ученици да се представи со свој талент, дали е пишување, дали е појање. За жал тоа денеска нема ништо. Па јас организирав литературен конкурс по повод патронат на училиштето, тоа е 8 јуни. И секој пат мои ученици добивале награди. Инаку песната за Толи Зордомис и химната ја имаат во Толи Зордомис изложена на зид во кабинет по македонски јазик. Сега кога погледнеш овој слику, колку се деца убаво облечени, еднообразно, дисциплина. Имало дисциплина. Али најважно што су имале голем мерак да учествуваат на овакви работи. Ама да ви кажам, знаете што? Скоро сите овој наставници по музичко вонредно завршале. Не знаат да свират на инструмент. Ја на пијано свирев, ама и на мандолина. На мандолина децата така сум ги научила, 12, и ги водам од второ оделение до 8. Кој ќе заврши таа генерација, пак наредната генерација пак од второ оделение до 8. Додека имаше интерес, ама некои директори кога дојда распродадаа мандолини, распродадаа се. Што не е уреду. Да. Еве и Орашац, каде е пред ученици хор 29 ноември 62 година. Направите споредба Да. со градски и
хор во град и хор Али во... битно е желја на деца. Ама тоа е важно. И ден денеска има многу наставници, солидни факултети завршија децата, одрасте многу деца. И ден денеска ме почитуваат. Само ќе кажат професорки. Имаше еден професор Тодор Мучевски Дори. Он беше пред мене, беше откако активен, се отиде, јас предавав на место него. Само немаше. Да, па и Борче Поло Мудичко од браќа Милодиновци. Он беше најдобар. Он беше многу активен. Он беше најдобар од сите музичари. И мој професор е вие по музика. Да. Он е за пофалба во секој случај. Да. Еве нова слика, ти ќе кажеш куде е овој? Еве сум јас матурантка. Со бела и бордо. Многу бев. Тој кад се правила матура, еве, кажуја ви постари кумановци, вика тој с данови се спремало, многу голема енергија уложено тој да биде све убаво од страна на свакога младога човека и многу су млади биле среќни така. Среќни бевме. Сите бевме среќни и здружени. Па да ви кажам, пред тој период, 57 година, јас бев во клуб на радиоаматери. Добро. И тогаш се организираше во Сарај лов на лисици на 144 МГц. А тоа значи, во Сарај беа маскирани 3 телевизии. Телевизија Скопје, телевизија Београд, телевизија Загреб. А ние сами ги изработувавме овие апарати, детекторите. На шаси сами ги бушевме, сами отпорници, тоа све беше, све сами ги изработувавме, детекторите. И прв пат тогаш видовме ние антени телевизиски. Да. Прв пат телевизиски антени. И со помош на тие телевизиски антени, значи, радиоаматерот мора да има енергија да трча, да има добар апарат, добар детектор и да открие. И сега прва станица, овде Радио Скопје, тука е Радио Скопје, говори Радио Скопје, и он цело време зборува и ти по гласот идеш го наоѓаш. Прва стасувам. После продолжувам. И ти дава беж дека си стасал тогаш. После зборува. Овде Радио Београд, туе е Радио Београд, говори Радио Београд. И трчаш према таа насока, го откриваш, ти дава беж. Понатаму продолжуваш, овде Радио Загреб, туе е Радио Загреб, и така стасуваш. И јас стасав прва и од машки и од женски аматери, и добив прва награда, ме имаше на многу слики во Радио Аматер, излегуваше тогаш. И ако не сум грешка, ви сте били добра атлетичар, така ли? На 800 метра бев прва во градски парк, од средношколци. Да. И тоа одинат. Како одинат? Една Николина учеше со мене во основно училиште. Само она и јас идевме со велосипед. И кога гледам, имаш од техничка, од учителска, од музичка, од економско училиште, на 800 метра, значи, траса. И кога видов таа Николина пред мене, инако јас сум планинар, сум се искачувала до Водно, ја има тука групата моја од основно училиште, 6 машки, 6 женски, сме иделе редовно, сме се искачувале на Водно. Добро. И кога имаме повеќе време, сме стасувале до планинарскиот дом, 1067 метри, и потоа се враќаме. Ќе имам расказ напишано, ќе го има поминувавме една куќа како куќа со духови. И расказот ќе го видите скоро. Ќе го објавиш? Ќе го објавам, да. Ево друга слика, овој кој кажеш ти куде е? Радиоаматерки. Еве. Радиоаматерки. Тој што го збориме се. Да. Наредната година, па во
автокоманда имаше такмичење. Тогаш ми дадоа не ми дадоа награди, само тие бежови и награди. А инаку за брза градба на радиоприемник двоцевник, значи со 2 лампи, освоив 2 награда и добив награда Летко. Браво. Еве го, ова е твоја генерација, 5 години у Толи Зордомис. Да, после 5 години. Пардон, пета година, да. А мојот клас, ова е веројатно до Рашец. Ова беше мојот оделенски оркестр. Само буди го покажам на слику. Кој се влека на колега да ги кажеш на слику? Милка, Бојко, Гордана, Оливера, Олгица. Еве сум ја тука со црна. Понатаму Илинка. И таму позади тоа е Бојко. И Петар. Добро. Од Крушево. Чекај вие да ги покажемо слики. Ова е оркестрот. Ова е веќе малку покасно, 75 година. Милка, Марика, Олга, Гордана. Кои биле на... Да. Еве. Од учителска школа. Учителска школа. Да. Ова е средба на генерација или? Средба на генерација. Добро. Али Божана, ова е, може да ти кажу, една од најатрактивни слики. Ретко... Никој пат не сум се кача. Јас сум направија многу емисии, не сум видеа до сега, еве, некој гост у овакву позиција да биде. Да. А па да ме видите со џуџум од Скопје, си донесам џуџум и перам во корито. Ово е во Рашец? Во Рашец. Да. Во Рашец. Пред куќата на газдите. Ово е едно време многу убаво, квалитетно, содржајно да кажу. Прослава на Ново годину во Куба. Куманово, 70-80 години, тоа е било многу убаво време. Али вдека ти ќе ни кажеш тачно кои се влека на слику. Нада на Санде, сопругата, на Санде Лишко. Лишко, да. Драган Краљевски и Зора Краљевска. А имаше уште едни натаму, доктор Ѓоко и Марија. Како е бил дочек тега на Новој година? Извонредно. Убава атмосфера. Извонредно. Да ви кажам едно дружење. Ние сме биле голема група од 6 пара. Ви сте стално дружиле? Стално, тоа константно. Раде ветеринар, Ацо ветеринар, понатаму Евгенија и Стево Солар. Која влека на слику с вас? Колешка ли? Колешка. Тоа е првиот ден кога сум стасала во Рашец. Еве. Дочекана. Со штикли панталони. Ова е кога си била дете у Скопје? Да. И на сестра ми Керка. Да. Еве ги твои ученици. Мај 61 година. Па од село Рашец. Да. Бев класна на нив. И еве ги... Сега да прашам... Исто од Рашец, еве... Да, али еве практика е било, у тоа време кога се училе деца во школу, обавезно да има излет. Да. Дали у околни села, дали у склоп на школа, некои активности, прошетка, затоа што тоа е било веројатно улегнето у статут на школа дека мора да се прави излет. Да. И сестрено образование. Од сите области да му се даде знаење на ученикот. Тогаш било многу убави програми. И јас сум имала во просветен работник објавувано обработка на лектира за 4-то деление. Песни, па тоа е на дефиле од ученици од Рашец. Слетови су биле и дефилеа нешто најубаво град у тоа време. Еве ги ваши ученици. Од Рашец. Пун плоштад, деца проваѓав, а од страна луѓе ги гледа би ги чукал аплауз, руке. За жал тоа денеска го нема.
мислам дека оваа традиција би могла да се врати, али Тоа е Христијан Карпуш. да. По облеката знам. Ова од Загреб ми го купи тој комплет сопругот и зелен. Еве, през дефиле 66 година, да ги подсетимо луѓе Да. на овој време Божана, кој е било многу убаво за млади генерација. И ова е од Толи Зордмис. Преку овие светови детство се дружиле, нови пријателства, нови другарства. Па ќе кажу, мислам дека тоа е убаво било да се врати у град, али мислам дека тешка И работа. тоа е од Толи Зордмис. Дефиле. А по повод 25 мај обавезно имало и 70 година последен пат во Скопје бевме. Јас бев таа одговорна што вежбаше со учениците, со сите паралелки, од сите паралелки, од основните, значи од прва до од втора до четврта. Кажи ми, Во ти Скопје. си цел ваш работен век би работал Толи Зордомис, 35 години. до пензија. Да. Каде останавте у пензија? 2000-та. Добро. Еве исто дека с вашата супруга овој малку маскенбал работа. Тоа е првата нова година со сопругот. Пречекали. Исто у Кубу, Не во Кристал, у Кристал, да. во Кристал. Исто и Кристал бија многу посетен и мало е пуно народ. Ние идевме стално. Разни манифестации, нова година, Да. ловачки забави, све е било. Јас сите манифестации од Активна жени, бев 8 години председател на Активна жени. Сите организирав литературни дружења од сите активи во Македонија, во Кристал. И нешто било секој пат убаво и перфектно. Еве ова слика, сакате да го прокоментирате. Тоа е мојот оркестар. Значи, што сум ги водела тие ученици од второ деление до 8. Штом заврши таа генерација 8 деление, нови ученици од второ деление, и тоа траело 3 генерации. Сакам сега еве да покажеме некои други слики. Ово е Лесново, Со Тина Зордомис. прекрасна работа наше Лесново. Еве ти с колега овдека. Кажи ми, у работан век, у Толи Зордомис док си работала, имала ли си некои тешки моменти кои не можеш да ги забравиш? Некој Да предизвик? ви кажам, не, имало секој ако те види дека вредиш, сака да те стави на своје ниво, меѓутоа не успевале. Јас сум прва генерација што завршила оделенска настава, 64-та се отвори, завршивме и после они стана љубоморни, некои тие што постарите од нас, иста работа работиме, како вие поголема плата ќе зимате од нас. Не може да се помира со тоа. Тука било зависност, инаку друго немало. Инаку не се способни да направат програма, годишна, месечна и тоа, тражи од тебе. Па земи, направи се ако можеш. Па не сакам еден инцидент да кажам, меѓутоа, секој пат барале помош од нас. Заради тоа, оној што си работи секој пат. Чека, ти си водила музички секции, оделенски наставник, па после кога се останала у пензију, била си активно удружение на пензионери. И христијанка. Па у друштво на писатели. Многу енергiju Да ви имаш у кажам, вас и многу работиш. Во Толи Зордомис, секретар на партија 2 мандата. Председател на синдикат 2 мандата. Председател на совет на училиште 2 мандата. Во Сдружение на пензионери, во културна самодејности бев јас, Спирко и Виолета Деур, организатори на културни самодејности. И ние бевме тие да се формира друштвото. Оливер, односно Деур беше председател, јас бев подпредседател и записничар. Спирко беше наш поддржувач и името ние го дадовме на Ѓоко Симоновски. Чувени Ѓоко Симоновски. Така. Инаку јас идев постојано во хотел, односно во телевизија
Куманово Куманово, да. и снимив 80 песни за хорот. Тогаш немаше репродуцер, немаше фотокопир, продукција. немаше фотокопир и се на рака сум ги пишувала на секој учесник во хорот. Сега сакам овој да го покажем, еве ga овој за пензионери, па Тоа е хорот на Сдружение на пензионери. А сега сме во пензионерите нова. за својот град. Да. Да. Сега, оно што сте го работале Божана, буквално цел век, активност на сви страни, како што кажа, добили сте многу признание, многу благодарници и овој прилику ми ги покажемо. Еве, ово е Диплома. диплома. Прва награда. Имам Еве, меѓународна литературна манифестација Вилијам Шекспир. исто прва награда за Еве. Многу е битно да ни кажеш откуде имаш, откуде го црпиш инспирацију да пишуеш еве и овие години. читам многу. Тој ти останало ген. Да. Од како ученичка сум читала многу, другарка ми таа Гордана една. Татко и беше библиотекар. Си отидам, не се плаќаше, нели тогаш. Зимам книги за една недела, некој пат по 200 страници сум прочитала. Тоа меѓународна од Индија. Во Индија, еве, исто овој е светскиот сликовен форум Индија град Даман. Од Индија. Тоа е највисока награда. Овој е исто едно подраги признание. Да. И од Кикинда имам прва награда, ама и парична. Еве, овој е исто од Скопје. А за оваа книга Исплетена детска среќа. Кажи ми сега, во овој друштво на писатели, колку сте таму чланови, имате ли састанци, правите ли планови и програму за работу? Знаете што? До 2007 година немаше активност. Инаку Друштвото на писатели е формирано 63 година од Методи Петровски. И тоа ми е најдраг спомен. Златна плакета. И во 2007 година така некако поминавме, видовме дека нема активност и мене ме избра за председател. А јас како што сум правила целиот мој животен век програми, прво се зафатив со програма, тоа е Илинден ли? Да, од Црвен крст. Од Црвен крст ептен сум активна. Добро, и 20 години. И формиравме. Јас изготвив програма годишна. Чествување на сите празници државни и посета на дом за стари лица, понатаму Светски ден на поезијата, Светски ден на книгата, Светски ден на јазикот, соработка со кога се формиравме, Веле Смилевски беше директор на Друштво на писатели на Македонија. И кога понудивме да соработуваме, он вика, не можете вие да постоите како друштво на писатели, само едно друштво а ние се пререгистриравме како Сдружение на граѓани. И вика, знаете што, може има Друштво на писатели на Македонија, меѓутоа Сдружение на граѓани на Друштво на писатели нема во Македонија. И тоа ме натера, ме поттикна да го формирам Сојузот на писателски асоцијации на Друштво на писатели на Македонија од 11 градови. Тоа беше Куманов иницијатор. Понатаму, јас продадов 60 книги, мој. Никој не ни даде пари за тоа да го формираме, зашто 4500 ни требаше само во центарот за централен регистар да се дадат и други давачки, нели? Добро го формиравме. 11 градови и тоа Куманово, Скопје, Велес, Прилеп, Битола,
Крушево, Кочани, понатаму Штип, кажав ли? Да. Кавадарци. Фактички ви сте го расширили мрежу на цела Така, Македонија. и тоа мене ме предизвика Веле Смилевски, соработувајте си локално. На нас не е малку локално да соработи. Сакаме одма. И одма истата година, 2008 година, организиравме литературна вечер со Друштво на писатели. Па истата година со Штип соработувавме, па истата година со Велес. И на тој начин го проширавме. И секој пат сме имале делегации за одење по градови. Добро, во свак случај една убава квалитетна активност. Така. Сакам те прашам у контекст на тој, дали како ти дугогодишен работник од просвету сматраш дека доволно да чуваме и негуемо наш македонски јазик? Да ви кажам, кумановци прилично добро го говорат македонскиот јазик. Може би и кога се надвор го празнуваат литературно. Меѓутоа, гледам јас од други градови, на видно место политичари многу грешават. А ние сме тие што Друштвото на писатели се формираше да соработуваме со ученици, со основни и средни училишта. На тој начин што гостувавме на нивни патронати, инаку секоја година во септември распишуваме конкурс со две теми, и за основните и за средните посебни теми. Во октомври секоја година имаме литературна музичка вечер со наградените ученици. Тоа е веќе традиција од 2008 до ден денеска. 2021 не одржавме поради короната, меѓутоа минатата година 21 одржавме, а 20-та не одржавме. Препознавате ли ви кои овие млади генерации сега деца да имаат желја да пишуваат? Има многу надарени ученици и ние секоја година наградените, дел од наградените ученици ги прифаќаме како членови на Друштво на писатели. Еве сега оваа година имаме 4 ученика што се примени во Друштво на писатели за членови. И сакаат да соработуваат децата, има квалитетни деца. Меѓутоа, нека творат, ја секој пат сум рекла, не се твори заради награда. Прво се твори заради себе. Да не е плагиатор. Секој збор е употребен кај човечкиот говор, меѓутоа да се разликува од сите, кога твори, да се разликува од сите, никој да не може да го фалсификува. Тоа е квалитетен литературен творец. Божана, да не забравиме податок, ти си одличен стрелац. Да. Еве, имаш диплому за второ место во стрелаштво. Тоа е веројатно малокалибарска. Еве ги. Да ги покажеме и медаље. 2 сребрени и 1 златна. И 1 четврта награда. Ви сте едно од најактивни издруженија у Македонија. Најаки. Да. Имате многу, зборимо за Сдружение на писатели на Куманово, имате многу медаље на републички напревари, на регионални. Добро што вика Кумановци ги терате активности. Работиме. А инаку без работа нема успех. Нема. Значи само со работа има успех. А тоа треба да е основно правило на секој човек што сака да постигне нешто. Али еве, јас сакам да те прашам овој прилику, после ќе идемо на овие ваши убави дела, некако, тој стално го збориме овие емисија, млади генерација некако не се заинтересирани за еве овие спортски активности, за свакакав вид, да кажу, и на дружење, на социализација со сисличоци, а не збору за сви деца. Некако мора како друштво да презема поголеми мерки да деца бидат поактивни у сви сфери на живот. Ученици, за да се извлечат од осамата и од телефоните, мора да имаат преокупација што ќе ги натера да бидат активни и сретни во некоја активност што сака да ја
упразнуваат. И само тогаш може да има успех на сите полиња. Дали е тоа спорт, дали е тоа сликарство, дали е тоа со песна, на било кој начин да се оддалечат од осаменоста. Колку е тоа клучна улога на родителя? Родителите сега немаат многу време за децата, ги препуштаат сами на себе и тоа е нашата трагедија. Да речеме на бебе од 2 години му се даде телефон да е мирно и родителот и на тој начин настанува и аутизам и касно развивање на говорот. Родителите мора да превземат поголема контрола, да видат во која насока се движат нивните деца, дали во позитивна или негативна. И на тој начин треба да ги насочат, на правиот пат да им дадат некоја активност. Еве, мојот внук тренира кошарка. Значи редовно и задоволни. Значи секој родител да види зашто сака, зашто има предиспозиции нивното дете и на тој начин да го насочат. Така е. Еве сега тоа што кажамо од Друштво на писатели, што сте биле председател, дел од фотографиите покажемо, ево дека давате изјаву. Не се задржавме ние само во Македонија, соработуваме со Сдружение на македонци од Ниш, Вардар, и секоја година не канат во Ниш по повод 7 септември, денот на независноста на Македонија. И на тој начин таму имаме литературно дружење. Еве, колку ви на вас значите тие средби кога отидете ван Куманово, да размените идеи? И во Нови Сад. Да. Имав литературен портрет во Нови Сад, литературен портрет во Ниш, литературен портрет во Скопје, во Кочорацин библиотека. А инаку учеството на промоции на каде што сум застапена, Кокино. Ево, Кокино, наше богатство што викамо. Единствени сме ние што организираме. Кокино, за Кокино јас направив со Варџиска. Заедно направивме проект Кокински мугри. Го предадовме во локалната самоуправа, го прифатија и секоја година значи ја финансираат меѓународен поетски митинг Кокински мугри, така се вика. И ние сме презадоволни што општината го прифати нашиот проект. Почнахме, значи 2008 година се пререгистриравме во Сдружение на граѓани, а 2009 година прв пат организиравме меѓународен поетски митинг на Кокино и беше прилично масовно. Имавме гости од цела Македонија, од овие наши членови на Сојузот, па од Србија, од Бугарија. Со Бугарија редовно имаме со журналисти соработка. А и ние бевме на покана од журналисти од Софија, ние бевме гости на нивно литературно читање. Ево дека изложба на ракотворби. Тоа не се гледа добро, има други многу поквалитетни. Во активот на жените за 8 години, додека бев јас, сега не сакам да се фалам, два пати месечно организиравме состаноци и работилница. И на таа работилница се правеа елементи за носија, се шиеја одредени работи што треба да се сошијат за игрорна група, се плетеа чорапи, се изработуваа слики. Јас изработив една слика со 4 слики изработив, меѓу најголемата амбиент од стариски амбиент, бардаче, низа, пипер и така натаму, ја подаривме во Софија. Браво. Инаку изработувам и кукли, македонки, кумановки. 15 сум изработила, остана уште 2. 4 сме во Бугарија,
една во Албанија, во Скопје, во општината, имаме градоначелник кој беше, понатаму во Србија и ми останаа дома две, не ги давам на никого. Сега, Божана, пред крај сме зборимо сат и 10 минути. Много брзо пројде време да ги покажемо и дел од овие ваши дела напишани. На Кумановски говор. На Кумановски Куманово низ мозаик од зборови. Ево, дека има бисество панци и дрвени налне, а сега во овој време тоа остана да се памти спомен културница, парк Жена Магдалена, остана тумба и 3 бандере, Тоа е и Аго. Батко Ѓорѓија, и тако даје, и тако даје. Еве, овие убави наш кумановски дијалект. Да. Кажи ми, еве се правимо га разговор, после толку години кумановски се владасте ли га добро или још увек се мучите? Не, знаете што? Јас цел век го говорам македонскиот јазик, меѓутоа има џурмало, имало некој наместо ќоше, ќуш. Или така некои изрази сум се откачила од тие. Да. И тука има мои 3 песни. Еве, го ти покажемо се. Ова наградена ми е. Ова е сплетена детска среќа, Еве, ова. наградена со и хаику поезија наградена со прва награда. Хаику во ушите на ветрота. Наградена на меѓународен конкурс со прва награда. Имам уште 2 напишани, неиздадени. По 703 стиха во една. Се кажи ми, еве, при крај сме на емисију, дај да отидеш као Кумановка или Скопјанка? Обе две. И тоа е тоа. Да. И двете. Добро. Ти си у наш град скоро 60 години више. Да. Не ми е, јас да ви кажам, кога ќе се сретнам со луѓе, кои ќе те наречат сонце, срцуленце и така со демонитив, драго му е на човек, значи близок си. Јас имам многу пријатели, меѓутоа сакат многу луѓе да дружат со мене. А инаку сакам да споделувам било што, ако ми е вишак, споделувам добрина со секого. Не се карам, ако некој сака да ме навреди, јас молчам. Оставам на неговата совест, да сам да се преиспита дали е во ред или не е. И во тоа е суштината. Значи, човек да премолчува на навреди, само тогаш е повисок отколку оној што ја упразнува негативната деструктивците. Значи, деструктивците сами со себе не се во хармонија и не можат со средината да бидат. Во тоа е суштината. Еве, една порука за колеги твои, ако ти си у пензија, просветни работници, што би ги советувала да им даеш еден савет еве во прилику? Да бидат активни. Да не седат дома, да пешачаш. Јас пешачам и 5 километри. Мојот стан има 72 скали и надвор има 18, значи 90. Јас 3 пати се сивнувам и качувам. Не ми е тешко, не. Не. И со товар. Со скесе, Со пазар. кеси по 7 кила, по 8. Не ми е тешко. До сега се чувствувам супер, натаму не знам. А станувам во 4 сат, спијам 4 сати, значи повеќе не. Ако легнам во 10, во 4 ќе станам. Во 2 ќе станам. Во 4, значи 4 сати ми е нормално. Спи се будам и И ома почнете да работите. да. Инаку мој ручек, ако е граф, пред 6 е стасан. Ако печам кифли, пред 6 е стасани. Ако правам било што, значи ефтина струја користам и пред 6 се мора да биде, или полуготов ручек за после. Кога би се кале во прилику да поздравите на крај на емисија? Па ги поздравувам сите мои членови на Друштво на писатели, моите соработниците во Здружение на граѓани Друштво на писатели
Имаме сега, еве, Оливера и нови имаме и ученици, сите. Моја препорака е секој пат да ја упразнуваат позитивната енергија, да се соработува, да творат колку можат, меѓутоа да не заостануваат, да не запираат. Велат, интимниот дневник е значи откривање на душата. И тогаш човекот кога ја открива душата, неговата душа е побогата отколку што била. Јас не престанувам да творам, многу имам, 29 збирки реков. Една е на српски, една сликовница Мечката Брунда не ми е издадена. Сега спремам пообилна збирка, таа ги содржи сите видови на творби. Патриотски песни, љубовни песни, песни од природата, песни од секојдневието, песни за деца, хаику поезија, поеми, балади, патописи, раскази. И за крај една стара пословица вика: човек што повише чита е побогат. Точно. Ама ако го искористи тоа знаење што го стекнат. Книгата е богатство. И од најслабата книга може нешто да научите. И од ајде да не кажеме најневредна, меѓутоа и од секоја книга може нешто да се научи, некоја pouка и тоа вреди. И секој пат човекот да употреба, литературниот творец да употребува своји зборови, да не копира, да е свој и само тогаш може да се докаже како литературен творец. Божана, фала ти пуно, да си жива и здрава, још многу години, посакувају ти добро здравје и продолжи да пишуваш и советуј ги млади генерација да се што повише уклучи у овие активности. Препорака еве сега имаме на 23 април е светски ден на книгата. И сега ќе организираме пак во гимназија литературна музичка вечер со наградени, литературна музичка вечер со ученици од средните училишта, гимназија, економска и Наце Боѓони. Ќе имаме една убава средба, како претходната. Ние одржавме на 3 многу убава манифестација по повод на 20 заради тоа што празници се, нели, великденски празници, и го поместивме порано. Перфектна литературно дружење имавме на светскиот ден на поезијата. А понатаму имаме Кирил и Методија. Програмата е обимна и соработка со други литературни асоцијации. А ние кога го формиравме литературни асоцијации на Сојуз на литературни асоцијации на Македонија, секој град си даде програма во кој месец ќе одржува своји дружења. И ние тие ги почитуваме, не се совпаѓаат и затоа наоѓаме начин да се дружиме. Фала вишен пуда. Молам, благодарам на вас што ме поканивте. Ки се видуемо, здраве Бојшти Кумановци. Толку за денеска, поздрав од ресторан Куманово Спа и све најбоље.